Фондот за иновации и технолошки развој ја проширува финансиската поддршка и на малите и средни компании. Покрај стартап и микрокомпаниите на следниот јавен повик на фондот, можност ќе добијат и предпријатијата кои остваруваат годишен приход поголем од 1 милион евра. Се зголемува и финансиската поддршка за идната година, која ќе изнесува од 15 до 20 милиони евра. Разговараме веќе со Светската банка како главен финансиски партнер наш да во следните повици кои што ќе ги реализираме како фонд за иновации, фактички не го изместиме фокусот, него го прошириме пазарот на сите оние потенцијални корисници на можностите за финансирање, а тоа се значи и малите и средни компании кои што реално стваруваат позначаен приход, одnosno годишен приход над 60 милиони денар. Поддршката на иновативните компании е значајна, вели универзитетскиот професор Рафајловски, не само за предпријатијата, туку и за економијата и за отворањето на нови работни места. Поддршката е да речам неопходна и неминовна. Се обидуваме сите во овој екосистем да го затвориме тој круг на поддржувачи на младите лица, односно на иновативните компании кои што сакат да работат, да имат што поголема поддршка не само во услугите, производите, туку и да речем во намалување на трошоците или зголемување на додадената вредност. Тоа е тоа што технолошкиот парк го прави. Технолошките паркови се еден од инструментите за поддршка. Малите стартап предпријатија кои се иновативни, високотехнолошки и ризични се особено важни за развивање на конкурентни економии, вели менаџерот на Технолошкиот парк Белград. Развиене земје увелико. Сите развиени земји се обидуваат да ги привлечат тие мали тимови и им нудат инвестиции, но сакат да инвестираат во нивниот развој во земјата од која доаѓаат. Затоа е важно ние навреме да им понудиме поддршка на ваквите компании. Во фокусот на Европската недела на мали и средни предпријатија беше потенцирана локалната самоуправа како фактор која може да влијае на развојот на малите и средни предпријатија и воопшто на предприемништвото.